ВМРО ДПМН постојано предупредуваше дека владата ги прифаќа сите условувања само за еден ден повеќе на власт. Председателот на партијата Христијан Мицкоски вели токму поради тоа е вознемирен, бидејќи власта ги направи сите отстапки на штета на Македонија само да ги зачува фотелите. Килавото однесување на владеачкото мнозинство според Мицкоски е резултат на нивната огромна корумпираност и желбата да го заштитат криминалот и да можат еден ден повеќе да се богатат на грбот на народот. Тоа е така затоа што кога едната страна попушта се, коленичи, ведне кичма, а другата страна практично добива се, таа страна, во случајот в Бугарија, мисли дека природно право незино е да добие се што ќе побара. И на тоа предупредувавме изминатиот период дека тоа не треба да се случува, но за жал имаме политички аналфабети, криминалци и корумпирани политичари кои што буквално за да ги задржат своите позиции, да можат уште некој тендер во 4 очи да добијат, се подготвени, се да проголтаат, но се разбира на товар на македонскиот народ, македонскиот идентитет и на македонските граѓани. Лидерот на ВМРО ДПМН критикува дека државниот врв наместо да излезе и да даде одговори пред граѓаните кои ги плаќаат за тоа, тие се однесувале како аналитичари. Зошто председателот Стево Пендаровски не кажа кои се тие странски фактори во Македонија, кои се луѓето кои сакаат да ја дестабилизираат Македонија, прашува Мицкоски. Тој ја обвини владата дека ја претворила политиката во Македонија во театар и естрада, давајќи им значење на маргинални политичари кај источниот сосед. Најпрво им тргнаа со тезата ќе прогласувале персона нон грата, па потоа се повлекоа, што чекаат да дојде 4 февруари, па да се случат инциденти, па тие луѓе да предизвикаат и да провоцираат од маргинални политичари, од буквално естрадни политичари, претворија сега политички тешкаши со овие пинг-понг изјави кои што се случуваат во јавноста. Овој Џамбас, како се викаше, овој европскиот политичар, како му беше презимето, од што не знае што да направи повеќе, буквално како циркузант во естрада се однесува за да добие некој политички поен повеќе на темата мрази ги македонците, навредува ги македонците, мрази Македонија и така натаму. И што направија они со тоа? Буквално ништо. Ете, тоа е оној театар и тоа е онаа естрада во која што ја претварат политиката во Македонија. Следната влада на ВМРО ДПМН ќе има тешка задача, но не и невозможна, да ги исправи сите грешки кои ги направи оваа криминална и корумпирана влада на ДУИ поддржана од СДСМ. Затоа на Македонија што поскоро и се потребни предвремени парламентарни избори, да може народот гласно да зборува, порача Мицкоски, повторувајќи дека е сигурен во победата на неговата партија. СДСМ губи по еден пратеник и затоа колку побрзо си заминат од власт, помалку пеколен ќе биде нивниот крај, децида Мицкоски.